Христос се раѓа, славете, Христос од небото, пречекајте го. Византиското пеење како најстаро црковно пеење повторно се враќа во богослужбите во православните храмови. Музиката која се пее во Бигорскиот манастир и во манастирот во Рајчица, православните верници можат да ја слушнат и во храмовите во Тетовско, во изведба на женскиот младенски хор Менада од Тетово. Има тежненија и стремежи да овој вид на музика се врати и во црковното пеење и во богослужбите при Македонската православна црква, бидејќи многу цркви го негуваат, но знаеме дека со поделбата од 1054 година, која се подели на источна и западна црква, во Византија останува овој вид на пеење, значи тоа е акапела пеење, пеење кој што е без придружба на инструменти, и додека западната музика вметнува и инструменти, оргули и друг инструментариум. И самиот чин, самиот обред на богослужбата е поразновиден, во источната црква е потаинствен, самиот чин, нели, затоа и се затвораат царските двери, со кога се трги завесата, тајнот е и како значен, затоа што тоа не доближува до Бога и верниците се многу позадоволни и поблиску се чувствуваат до Бога со тој сам чин. Ние негуваме овој вид на музика, тоа е музика која што е специфична, со текот на времето се развива и се карактеристика на источното црковно пеење, што има исон или бурно, нележеќи тон, но не значи дека е само еден тон, имаме и двоглас и троглас во држачите тонови, така да исполнуваме ние разновидни композиции и овие композиции претежно се од повеќе познати и непознати автори. Би сакал да кажам дека неколку автори го одбележуваат овој период на византиска музика, тоа е Свети Јован Златов, Свети Јован Дамаскин, Свети Јован Кукузел, така да тие во одредени периоди, они се карактеристика на одредени периоди, да во 19. век се појавува дека многу псалтири, пејачи кои што пееле по црквите и на овие балкански простори, има карактеристика на национални црковни школи и преродбеници, така да од втората половина на 19. век се повеќе се развива, но поради разни премрежија кои што чувале новие простори, византиското пеење на некој начин се отфрла, се дојдува нов начин на црковно пеење, што не значи дека ова пеење нема своји вредности, се пеело на јазични јазици и карактеристика е што се чувствуваат многу примеси на сиријска музика, египетска, значи од Блискиот исток земјите, бидејќи од тамо потекнува христијанството, но со тек на времето и секое поднебје дало и свој впечат на ова црковно пеење. Женскиот младенски хор Менада од Тетово покрај класичната музика, евергрините и фолклорните обработки е еден од ретките хорови во Македонија кој веќе со години го негува византиското пеење. Токму поради ова веќе 5-та година поред настапува на фестивал на источно црковно пеење во Струмица. Ние имавме настап на концертот. Потоа утредната имаше една трибина, научна трибина, на која што 6 излагачи зборувавме на оваа тема. Ние како Менада настапивме исто така, јас покрај тоа што имав своје излагање на оваа тема. Јас зборував во смисол на тоа на црковното пеење како инспирација на композиторите во денешно време да пишуваат таков вид на музика. Тоа беше илустрирано и со настап на хорот Менада, значи од еден композитор Стојан Бабеков, руски, бугарски композитор, исполнивме 3 композиции, кои што едната посветена на хорот Гусла, едната на Менада, едната така, на патриархот Евтими и се разбира, тоа не беше и задоволство што можевме лично да презентираме и да кажеме стремежите и во овој 21. век во кој правец се движат, сепак корените не треба да бидат заборавени. Бидејќи Министерството за култура практикува нов културен бранд, ние искористивме оваа можност да на 13 имаме и свој концерт, самостоен вечерта во Струмица. Поводот беше и 1000 години од одбележување на возобновување Македонската православна црква, Охридска архиепископија.
Така да и во оваа пригода имавме свој самостоен концерт кој што беше мощно убаво прифатен од публиката и ние со задоволство патуваме во Струмица често пати, затоа што навистина градот е гостопримлив, а и публиката негува ваков вид на музика. Утрената бевме на богослужба во неделата во Водоча, потоа го искористивме во патување во Струмица да во неделата одиме и во Берова, посетиме тамо 2 манастири, така да заокруживме еден убав викенд целдневен, го направивме во духот на православието и девојките се надевам дека беа задоволни од ова, така да тие се идни мајки, родители и тоа искуство ќе го пренесат на своите чеда. Љубителите на хорското пеење ќе имаат можност да уживаат во настапот на женскиот младински хор Менада од Тетово по повод роденденот на диригентот маестро доктор Ивица Зорич. Концертот наречен Мојот пат ќе се одржи во Центарот за култура Илјо Антевски смок во Тетово на 9 ноември.